Поминаа точно 2 месеци од моментот кога овој портрет на Никола Груевски со надпис «ВИП мигрант на Орбан» го украси унгарскиот парламент. Транспарентот беше истакнат откако 8 дена претходно македонскиот текст премиер избега во Будимпешта. Во следните недели Груевски прво беше фотографиран како се шета, а потоа е снимен како седи во ресторан со други две лица. Hello, Mr. Gruevski. I'm Brian Bardi from Hungary Newspaper 24. How did you get out of Macedonia? Did the Hungarians help you? Околу Нова година е објавена фотографија како работи на телефонот во хотелско лоби, а денеска како се шета во трговски центар. Овие записи потврдуваат каде е Груевски, познато и како од Албанија стигна до главниот град на Унгарија, но останува неодговорено како избега од дома и чија е вината што е недостапен за правдата. Никола Груевски стигна во Будимпешта, Унгарија на 12 ноември 2018 година, доаѓајќи од Србија преку граничниот премин Хоргош. На српска територија дошол од Црнагора нешто пред полнок на 11 ноември, преку граничниот премин Добраково. Во Црнагора пак влегол од Албанија преку граничниот премин Хани и Хоти, откако претходно изразил намера да поднесе барање за азил во унгарската амбасада во Тирана. Оваа реконструкција на дел од бегството на Никола Груевски е веќе позната за јавноста. Направена е според официјалните информации на институциите во Тирана, Подгорица, Белград и Будимпешта. Вреди да се потсети на неа бидејќи по повеќе од 2 месеца нема одговор од македонските институции, како Груевски воопшто излезе незабележано од својот дом и на кој начин ја напушти Македонија. Институцијата кон која сите го вперуваат прстот за одговори е основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, која ја води предистражната постапка за бегството на Груевски. Затоа, тие беа и првата адреса до која што се обративме со прашање. Дали утврдено како Груевски незабележан го напушта домот, како ја напуштил Македонија? Дали има основи за сомнение против лица вработени во МВР или други служби и дали се побарани некакви мерки против некого? Но овие прашања одговорот на обвинителството е дека се што можело јавно да се каже веќе го кажале, а се останато засега е тајна. Со оглед на тоа дека се работи за комплексен и сензитивен случај од исклучителен интерес за јавноста, обвинителството во интерес на предистражната постапка и спречување на шпекулации во моментов не може да сподели детали. Фактички е точно тврдењето на обвинителството дека државниот јавен обвинител и шефицата на обвинителството за гонење на организиран криминал во повеќе наврати јавно зборуваа за предистрагата за случајот. Така беше и денеска, кога обвинителката Вилма Русковска кажа дека веќе е сослушано обезбедувањето на Груевски и дека нема да се сослушува неговото семејство. Во текот на оваа недела ќе бидат сослушани доста сведоци во таа насока, а се надевам дека исто така во текот на оваа недела ќе бидат преземени доказите кои беа барани од Република Албанија. А досега што е? Но на прашањето не што ќе биде, туку што е утврдено, одговорот е: кога ќе имаме нешто поконкретно да кажеме, тогаш ќе дадеме соопштение. Токму најавата за соопштение или јавен настап на кој ќе бидат сублимирани сите досегашни активности и сознанија е она што недостига. Од кои причини се одложува такво нешто не е познато, но факт е дека неколку пати е најавено. Например, во првата половина на декември. Очекуваме негде во наредните 2 недели да излеземе со соопштение до тогаш што имаме резултати од предистражната постапка. И барем уште еднаш пред Нова година. Не ви коментирала, ќе излеземе со првичните информации. Кога планирате да излезете со првичните информации? Па не знам, ќе се договориме, ќе бидете навремено известени. Но се уште сте далеку од наредба за истрага. Да, се уште сме далеку. Значи ќе излезете со информации во оваа фаза на предистрага. Да, со информации за тоа што имаме до сега собрано и со кои информации до сега располагаме. Освен снимки од странство, за кои јавното обвинителство декларира употребна вредност, записи од камери има и од дома, од МВР. Но 2 дена по Нова година во интервју за МИА, јавниот обвинител на Република Македонија Љубомир Јовевски кажа дека на нив не се гледа како и од каде Груевски ја напуштил Македонија.
Па 360 степени праша и во полицијата дали во меѓувреме утврдено како Груевски ја напуштил Македонија, дали се откриени потенцијални помагачи, но и дали во МВР има постапки против работени и што работат луѓето кои го обезбедуваа пред бегството. За детали од истрагата за бегството, усно бевме препратени, одговори да бараме во обвинителството како надлежен орган. За тоа, дали има дисциплински постапки против некои вработени во МВР, или пак на кои позиции сега се распоредени луѓето кои што го обезбедуваа Никола Груевски, не добивме одговор. Единствените за кои јавно е познато дека претрпеа некакви санкции поради бегството на Никола Груевски се неговите гости, вработени во царинската управа кои го посетија во Будимпешта. Македонската јавност ги дозна, бидејќи беа фатени на фотографии и видеоснимки заедно со бегалецот. Едниот е распределен во Магационер, како што рековте, од архива преместен е во магазина, другиот исто така преместен заради одредени специфичности на работното место каде што беше претходно, мораше да биде согласно предистражните действија да биде преместен на друго место во склоп на царината. И следува кај нас, како што рековте, внатрешна истрага, доставување на извештаи, отварање на постапки и сето тоа. Јас не би сакал да преюдицирам некакви како ќе биде ауткамот од таа постапка, меѓутоа си течат и ќе се одвиваат во наредниве недела, две, да не вршиме притисок тука. Но што сгрешиле двајцата посетители на Груевски и во каква постапка се утврдени евентуални грешки? Тоа беа прашањата на 360 степени до царинската управа, на што го добивме следниот одговор. Во врска со вашите прашања кои се однесуваат на царинските службеници кои патуваа во Будимпешта на средби со поранешниот премиер Никола Груевски, ви информираме дека постапката се уште е во тек. По нејзино завршување, навреме ќе ви известиме за исходот. Освен прашањето на кривична, за цело време по бегството на Груевски е отворено и прашањето за другите видови одговорност. Скопскиот кривичен суд веднаш отфрли вина во своето постапување, бидејќи од СЈО не побараа притвор за Груевски кога беше осуден. СЈО одговори дека барале притвор уште пред да почне да му се суди, што пак било одбиено од кривичниот суд. Немаше ниту политичка одговорност, иако дел од невладиниот сектор инсистира на тоа. Марко Трошановски води една од 5 организации кои минатата недела побараа оставки од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, директорите на УБК и на Агенцијата за разузнавање, на што добија и одговор од владата. Реакцијата на владата се однесува на утврдувањето на кривичната одговорност во најголем дел, во смисла дека не се меша во работата јавно обвинителство, што е за поздравување нормално, но повторувам, нашата фокусот на граѓанските организации, нивните 3 реакции изминативе неколку месеци, беше утврдувањето на политичката одговорност. Како општество мораме конечно да почнеме да ја практикуваме всушност. Еден и од главните аргументи, наративи на сегашната власт која беше во опозиција, беше отсуството на одговорност и барање на истата од тогашните функционери на ВМРО, ДПМН и коалицијата. И мислиме дека треба да почне да се практикува она што се проповеда. Во меѓувреме јавноста веројатно ќе продолжи повремено да гледа фотографии и видеа од Груевски, како го поминува времето во Будимпешта или во други метрополи. Но сосема известно е дека со време тоа се помалку ќе биде вест, за разлика од интересот на јавноста за тоа како и со чија помош Груевски избега од Македонија.